Многу добро го формулиравте вашето прашање, односно вашиот став, како да создадеме индивиди со интегритет, со карактер и со знаење. Значи, тоа е толку тешка тема и тоа е една од најважните, да кажеме, бранувања или дискусии кои што се одвиваат во западниот свет, како да се создадат идни генерации на граѓани кои што ќе имаат капацитет да ја водат економијата, да ја водат државата, да го водат развојот, меѓутоа да истите имаат интегритет и имаат квалитети, односно вредности по смисла на карактер и оние од други вредности кои што ние ги знаеме. И се до тоа е, да кажеме, од една страна важно за развојот на општеството, меѓу од друга страна е голем предизвик за образовните институции. И тука голема улога игра трите степени на образование, тоа е основното, средното и високото образование, и под високото образование се разбира тие трите степени кои што се нормалниот степен на дипломски студии, потоа магистерски, додипломски и докторски студии. И тоа е како ние во тие реформи да го оствариме таа цел, создавање на одговорни, достоинствени и спремни индивидуи кои што ќе се справат со предизвиците на модерниот свет. Имав јас еден професор, се уште професор меѓутоа во пензија, и еднаш кога даде многу убава формулација, се собравме по повод на неговиот 90-ти роден ден и кажа една многу убава реченица и мисла, че ние имаме во рацете еден материјал, еден диамант, и од нас зависи како тој диамант ќе го оформиме, ќе го избрусиме, за да може да биде во иднина светол, сјаен и сите да се водушевуваат од неговата естетика, убавина и грациозност. И тој диамант се разбира ученикот, гимназијалецот, студентот и утре, да кажам, секој оној што ќе го најде своето работно место во различни средини. Во таа смисла и е овој проект кој што е финансиран од Министерството за надворешни работи на Сојузна република Германија и пред се е наменет на земјите од Западен Балкан, и вие ово формулиравте. Значи, идејата е да се направи еден мост меѓу Западот и Истокот. Значи, ние се говориме за Западен Балкан, меѓутоа, нели, тој го ставаат во сферата на Истокот, бидејќи порано, а и до ден денеска е така, Истокот се важи за некако недоволно или не во чекор ја следи развиеноста на економијата и на другите демократски процеси по однос на западните земји. И во таа смисла е овој проект во кој што идејата да се вметнат повеќе институции, не само високообразовните институции, и високообразовните институции да бидат, да кажеме, преку ноу-хау и преку она што тие го имаат како капацитет, носители на одредени одлуки и политики кои што ќе допринесат за подобро одлучување и подобар развој во еднината, меѓутоа и други институции кои што исто така вклопуваат бранши како ВАС, новинарството, потоа институции кои што се занимаваат со невладини организации и структури, и како е целата тоа влијание и како тие можат да се работуваат, да носат едни идеи, и тие идеи подосна да се преточат во одлуки, политички одлуки, кои што ќе имаат позитивна насока и ќе допринесуваат за позитивен развој, меѓутоа и за намалувањето на конфликтите или евентуалните конфликти во иднина кои што би можеле да дојдат. И Македонија и Западниот Балкан е нормално идентифициран како едно потенцијално подрачје за идни конфликти по
најмногу во социјалната сфера, меѓутоа и во политичко и во граѓанската сфера, меѓутоа исто и така и меѓунационалната и меѓурелигиската сфера. И во таа смисла е овој глобален проект кој што сака да даде една тежина на високообразовните институции во општествено-политичкиот живот на државите од регионот. И во таа, кога збориме за тоа, нели мораме да имаме, да посветиме поголемо внимание на улогата што имаат образовните институции во создавањето на кадри. Вие кажавте кои реформи би биле добри и какви реформи треба не само Македонија, туку и земјите од обкружувањето и од Западен Балкан да спроведат во образовниот процес, за да можат да се продуцираат кадри кои што ќе можат да се соочат со предизвиците на идниот развој, економски, меѓутоа и политичко-демократски развој. Пред се, јас тука би се осврнал и кратко на две работи. Првата работа е да во текот на овој процес на основно и средно образование да се работи на дуалниот принцип, што значи учениците не само да ја следат наставата во школските клупи, туку да имаат можност и да работат и за тоа да бидат платени хонорарно или на одреден период, така за да имаат и бенефит тоа, и на тој начин паралелно да се следи фидбекот или повратната врска што ја има индустријата или услужните дејности или било кои други мали компании и како нивните потреби и како нивните идни, да кажеме, развојни програми можат да се вклопат и да допринесат за, да кажеме, едно поуспешно образование. Вториот принцип е улогата на високообразовните институции. Високообразовните институции ја имаат пак целта на едно поголемо академско ниво да дадат допринос кон развојот на студентите и на нивните капацитети да утре можат да бидат оспособени за решавање на пософистицирани проблеми од енергетика, економија, машинство, индустрија, медицина и така натака. И во таа смисла, значи проектот сега нас ни дозволува и ние сме носители на тој проект да направиме една алка помеѓу Германија во случајов како носечка држава и да ги земеме искуствата во образовниот процес, пред се во високошколскиот образовен процес, преку согласувањето на програмите, наставните програми, предметите, начинот на соработка, оформувањето на лабораториите и како тоа да се преслика и да се во земјите од Западен Балкан. И сега тој проект е започнат со Албанија, Македонија и Сојузна република Германија, односно 3 високообразовни институции во Берлин, во поградот Албанија, со линк на Тирана и Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно електротехничкиот факултет во Скопје. Проектот започна, имавме една многу убава конференција преку видео во која што беа присутни представници од сите области на животот, не само од академијата, туку беа присутни представници и градоначалници, например градоначалникот на Тирана беше присутен и кажуваше свое мислење по однос на улогата на политиката и како споните со високообразовниот процес во Тирана и како, да кажеме, може да се направат одредени доприноси или подобрувања на таа врска. Потоа беа представници од амбасадите, соединетите амбасади германски амбасади во Тирана и германската амбасада во Скопје, представници од стопанските комори соодветно во сите држави. Потоа имавме представници, пратеници од Бундестагот, имавме многу реномирани професори од различни универзитети во Германија и најважното, имавме исклучително добри предавања од студенти, 5 студенти од Скопје, 5 студенти од
Поградец и 5 студенти од Берлин со своји различни теми направија еден впечатлив допринос кон успешноста на таа конференција. И ние ќе продолжиме со работата, како што кажав, тоа е проект кој што е поддржан од ДАД, тоа е германската институција за академска соработка, а финансиски е поддржан од Министерството за надворешни работи на Сојузна република Германија. Ние сме многу благодарни за тоа и имавме првичен добар успех. Следуваат натаму нови чекори и се надеваме дека овој проект ќе продолжи во идните години и ќе биде на бенефит на сите три држави, но пред се, да кажеме, на регионот во Балканот и планираме од идната година да го прошириме проектот и на поголем број на држави, например на Косово, на Србија, на Црна Гора, и исто така да поканиме и гости од Бугарија, можеби од Грција и од Хрватска, така да во смисла да се направи еден добар микс меѓу западно-балкански или балкански држави кои што се членки на Европската унија и оние кои што, да кажеме, тропаат, односно се кандидати за членство во Европската, односно асоцијативни членки, и на тој начин да се забрза процесот на интеграција на кандидатите членки за Европската унија и да се направи еден допринос во хармонизацијата на образовните процеси.